Kia Motors Macedonија продолжи да ја шири својата продажна мрежа во Македонија, а овој пат наред беше нов продажен салон во Струмица. На околу 400 метри квадратни компанијата ја доближува марката на источниот дел на државата. По отворениот салон во Штип, ова е втор изложбен салон кој е во собственост на Kia Motors Macedonија, односно не е од дилерската мрежа. Суштината на отворањето на собствени продажни места е да се понуди најдоброто на клиентите низ целата држава. По продажниот дел ќе следи и сервисен дел, кој исто така ќе биде опремен по стандардите на брендот. Ова е важен регион за нас. Со новиот салон веруваме ќе придонесеме за подобро представување на Kia во Македонија и да се потврдат овие 15 години обстојување на нашиот пазар. Развивањето на продажно-сервисната мрежа почна пред една година. Планираме уште во 2 града да отвориме своји салони. Овој салон се наоѓа во рамки на еден поголем простор, што е собственост на компанијата и во иднина тука ќе има и други дејности, вели Владимир Билбилов, директор на Kia Motors Македонија. Плановите ни се во иднина повеќе да работиме преку дилерска мрежа, а истата во иднина да ја зголемува продажбата на нови автомобили, додаде тој. Продажната мрежа на Kia ја сочинуваат и дилерите во Охрид и Неготино покрај собствените салони во Штип и Струмица. Од компанијата ветуваат дека во сите салони ќе имаат тест возила, со цел клиентите од секој град одделно да може да се уверат во квалитетите кои ги нуди брендот. Како последно освежување во асортиманот на британскиот автомобилски производител пристигнува новиот Countryman S со дополнителна ознака E, што представува знак дека се работи за плагин хибридна верзија. Моделот со својот надворешен и внатрешен дизајн навистина се издвојува од конкурентите во класата на која припаѓа. Како изведба за 2019 година, ова мини доаѓа со многу новитети, кои може да се препознаат во преработената структура, променетата стандардна и опционална достапност во поглед на опремата, како и новите материјали со повисок квалитет кои изобилуваат по интериерот. Кога сме веќе кај внатрешноста, може да се забележи дека британците се уште се држат до кружната стилска форма, која се забележува кај централниот екран, контролите за климатизација и инструментите пред возачот. Во долниот дел на средишниот панел, покрај прекинувачот за стартување на возилото, се наоѓа и тој за контрола на e-drive системот. Изложениот Countryman како хибриден модел е придвижуван од 1,5 литерска бензинска единица и електричен мотор, кои заедно му обезбедуваат моќност од 224 конски сили. Бензинскиот агрегат доаѓа во 3-цилиндерско издание од 136 конски сили и е задолжен за придвижување на предната оска, додека пак електричната единица ја погонува задната оска и кон вкупната моќност придонесува со 88 конски сили. Ознаката All4 кај новиот Countryman S е хибрид, всушност представува ознака за верзијата на погон на сите 4 тркала, која е стандардна кај оваа изведба. Цената на конкретниот модел изнесува 48.920 евра, а за подетални информации може да се обратите во салонот на M-Car во Скопје. Викендов кој измина, представниците од медиумите имаа шанса да се запознаат со Volvo XC40, XC60, V60 и S90 на првото Volvo Roadshow во организација на Volvo Cars Macedonија.
Се возеше маршрутот Скопје, Штип, Струмица, Дојран, Скопје и секој од медиумите имаше можност да се запознае со карактеристиките на автомобилите од гамата на Volvo Cars. На пресконференцијата која се одржа на половина од патувањето во Дојран, директорот Филип Поповиќ од Volvo Cars Македонија не запозна со плановите на компанијата. Би сакал да истакнам дека сум сигурен дека овие километри кои ги поминавте викендов ви се најбезбедно извозените километри во Македонија, благодарение токму на Volvo, рече Поповиќ. Директорот Поповиќ го најави официјалното отворање на новиот Volvo центар на улица Перо Наков број 25 за втората половина на месец мај, заедно со пристигнувањето на новиот модел Volvo S60. Поповиќ не ја пропушти приликата да истакне новата ценовна политика на брендот во Македонија, фер и коректна, како и пониските цени за редовен сервис и одржување на автомобилите, како на новите, така и на оние од постарите генерации на Volvo. Воедно на средбата ги повика сите сопственици на автомобили Volvo да го посетат сервисот на премиум AGS, лоциран на улица Перо Наков број 25 и да се запознаат со својот нов Volvo советник. При првата посета бесплатна е комплетната проверка и компјутерска дијагностика. Еден од најпопуларните баварски модели пред непол месец пристигна во салонот на МКАР, а деновиве и официјално беше представен пред македонската јавност. Македонскиот импортер за програмата на баварскиот BMW официјално ја представи седмата генерација на популарниот спортски седан. Со попривлачен изглед од кога и да е, новата серија 3 представува одличен спој на динамички дизајн, агилност, ефикасност и иновативни технолошки достигнувања, која на нашиот пазар е промовирана во соработка со Владко Стефановски, кој направи и уникатна преработка на аудио подписот на BMW. Новата серија 3, повеќе од 40 години представува олицетворение на концептот за спортско задоволство во глобалната премиум класа со средна големина, а потврда за ова се и оние 15 милиони примероци продадени широм светот. Овој автомобил изобилува со спортска маестралност, одлично надополнета со сите обележја кои му доликуваат на еден типичен BMW модел. Спортскиот седан се карактеризира со нов дизајнерски јазик, подобрување во однос на неговиот премиум амбиент, како и најновата технологија за помош при возење, поврзување и контрола. Надворешниот изглед е сега во уште поатрактивно издание, благодарение на новите интерпретации на традиционалните елементи. Тука се вбројуваат предните светлосни уреди и големите бубрези, кои стануваат доминантни делови во предницата на овој автомобил и допринесуваат кон поагресивен и поробусен изглед на новиот BMW. Измените се застапени и во дизајнот на задниот дел, кој ги истакнува спортските особини на овој модел со помош на долгите LED светла и интегрираниот дифузер со двоен издувен систем. Интериерот се карактеризира со новиот 10-инчен информативен екран, поставен во центарот на инструмент таблата, а тука е и квалитетот на материјалите кој е на највисоко ниво до сега. Од најважните технолошки системи, овој модел е опремен со head-up дисплеј со 70% поголема површина на проектирање, изобилство на системи за помош на возачот, BMW Live Cockpit Professional со BMW оперативен систем 7.0, интелигентен личен асистент, дигитален клуч, BMW лазерски светла и друго. Продажбата на новата BMW серија 3 е веќе започната, а цената од 38.900 евра е почетна и се однесува за моделот 318D.
Италијанската компанија го искористи годинешниот саем како прилика да го представи својот нов концепт со целосно електричен погон, кој е посветен на ренесанскиот уметник Леонардо да Винчи. Целосно електричниот автомобил со погон од 2 електромотори со мали измени може да прими и моќен V8 агрегат. Наречен да Винчи концепт, автомобилот е дизајниран како Гран Туризмо со чист електричен погон кој нуди опција за сместување на 2 електрични мотори, по еден на секоја оска, а батериите се поставуваат на подот. Сепак, со само неколку модификации, овој модел на Италдизајн може да прими и конвенционален мотор со погон на сите 4 тркала. Ваквата верзија е развиена за 4-литрска V8 единица која не бара никакви промени во дизајнот на автомобилот. Новата марка Купра ја презентира првата специјална серија на својот автомобил за време на меѓународниот саем во Женева, за која од компанијата најавуваат дека ќе биде достапна до крајот на оваа година. Новата Купра Ateca Special Edition се разликува од сериската верзија со голем број на дополнителни и стилистички елементи исполнети со карбон. Уникатно за серијата е спортскиот издувен систем на специјалистот во областа Акрапович и друго. Вклучени во опремата се и ексклузивните 20-инчни тркала и бојата на надворешноста, спортските седишта со уникатни перформанси и многу повеќе. Погонот на Cupra Ateca Special Edition се остварува преку работата на 2-литарскиот 4-цилиндричен TSI бензински мотор, кој е во состојба да генерира максимална моќност од 300 конски сили и максимален вртежен момент од 400 Нм. Менувачот на луксузниот спортски SUV е автоматски со 7 брзини и погон на 4 тркала. Вистинските концептни модели имаат за цел да ја инспирираат фантазијата, да ја оспорат конвенционалноста, а при тоа да бидат оригинални, смели и чувствителни како автомобили. На прв поглед се чини дека корејскиот концепт одговара на овој опис. Смел и свеж модел, со стилски линии кои потсеќаат на седан, кросовер и SUV. Но што се случува кога ќе погледнеме во внатрешноста? Се изгледа дека електричната иднина на Kia има добра смисла за хумор. Трендот на големината на екраните вградени во патничките кабини завзема нов правец откако Тесла постави огромен 17-инчен екран во својот модел S во 2012 година. Од тогаш не само големината на внатрешните дисплеи, туку и нивниот број почна значително да расте. Своето мислење кон овој тренд го изрази и Kia, која преку својот нов концепт Imagine најде начин да го искаже своето мислење. Во интериерот на електричниот концепт може да се забележат не помалку од 21 индивидуален екран со висока резолуција која прават внатрешноста на овој концепт навистина уникатна. Тие се распоредени по централната табла на начин кој не потсеќа на шпил карти, но во распоред кој сепак е истовремено и обичен и координиран. Покрај духовитоста, електричниот концепт на Kia има за цел да го прикаже прогресивниот стилски јазик на брендот за иднината. Според производителот, Imagine има интелигентни реинтерпретации на постојните мотиви на Kia и каросерија која карактеризира со мешавина од прецизно изработени лимови, јасни линии и ефикасна аеродинамика. Lamborghini ги израдува своите фанови, а и сите обожаватели на супер спортските автомобили со премиерата на Huracan Evo Spider за време на меѓународниот саем во Женева. Со електричен мек кров, Lamborghini Huracan Evo Spider е опремен со 5,2 литарски атмосферски V10 мотор, кој е во состојба да генерира максимална моќност од 640 конски сили и максимален вртежен момент од 600 Нм. Со тежина од 1542 кг, моделот ќе понуди можност за забрзување од 0 до 100 км за 3,1 секунда, од 0 до 200 км за 9,3 секунди и максимална брзина на движење од 325 км на час. Новиот отворен автомобил на Lamborghini ќе дебитира со базна цена од малку над 200.000 евра, а неговите први испораки на клиенти се очекува да бидат реализирани во текот на пролетта оваа година.
Seat на сајмот во Женева го представи целосно новиот концептуален развој наречен Elborn. Овој модел ќе биде предводник на првата серија електрични автомобили на шпанската марка, развиена на специјализираната платформа за електрични возила на Volkswagen групацијата. Од Seat коментираат дека Elborn е опремен со високотехнолошки систем за автономно управување и поврзување. Специјалната батерија може да биде наполнета до 80% за 47 минути, а автономијата е до 420 км. Сериската верзија на автомобилот е развиена во Барселона, а производството ќе се одвива во Германија од следната година, а шпанската марка ќе стане втора во портфолиото на групацијата која ќе лансира на пазарот целосно електричен автомобил која користи електричната платформа. Моќноста на електричниот погонски систем на Seat Elborn е 204 конски сили. Забрзувањето од 0 до 100 км на час може да биде спроведено за 7,5 секунди, а со помош на инсталација за брзо полнење од 100 кВт, батеријата може да биде наполнета од 0 до 80% за само 47 минути. Како дел од електрификацијата, германскиот производител на тековниот саем во Женева го представи својот нов хибриден SUV од AMG гамата. Новиот Mercedes AMG GL и 53 4MATIC Plus представува одлична комбинација на еден од најсовремените SUV на брендот и добро познатиот хибриден погон со 3-литарскиот 6-цилиндарски мотор кои испорачуваат вкупна излезна моќност од 435 конски сили. Додека стилот е навистина сличен на стандардниот GLE, дизајнерите му даваат на моделот нов изглед, кој се карактеризира со големата Панамерикана, предна решетка која обезбедува спортски и агресивен изглед за новиот AMG. Моторниот погон се состои од бензински турбомотор со електричен полноч и интегриран стартен генератор. Тој е поврзан со 9-степен автоматски менувач и погон на сите 4 тркала. Ова му овозможува на новиот SUV до стотка да забрзува за 5,3 секунди, а максималната брзина му е електронски ограничена на 250 км на час. Како дел од стандардниот пакет, GLE 53 е опремен со воздушна суспензија која вклучува активна стабилизација на наклонот при возење во свиоци, со цел да го подесат системот кон своите преференции. Возачите може да одберат еден од 7 начини на амортизација, вклучувајќи комфорт, спорт, спорт плюс, трейл и сенд. Исто така тука е и можноста да се промени возната висина до 55 мм. Автомобилите од средната класа на европскиот пазар во последните неколку години ја губат својата популарност, а нивното место го заземаат различни SUV и кросовер модели. Продажбата во D-сегментот е во постојано опаѓање. Од таа причина некои производители се откажуваат од своите представници во оваа класа, а други се обидуваат да го направат тоа на свој начин. Токму тоа е случај и со новиот Peugeot 508. Француските производители на автомобили се познати по нивните сеопфатни меѓугенерацијски промени, затоа новиот 508 повеќе не е класичен седан, туку купе со 5 врати и ниска силуета. Втората генерација на француски знаменосец представува сосема ново возило, кое всушност е олицетворение на една нова визија која го менува правецот на движење на брендот. Peugeot со моделот 508
408 излегува од стандардните рамки, не сакајќи повеќе да креира уште една обична и секојдневна лимузина, туку привлечен автомобил со купе форма која е способно да обезбеди комфор како традиционален седан. Во споредба со претходната генерација која беше инспирирана од конзервативните представници на германските брендови, сега Peugeot јасно покажува дека играат на картата која го преферира францускиот шарм. Невозможно е да го одминете Peugeot 508, а да не го забележите неговиот облик кој се издвојува од секојдневноста што се почесто е сретнуваме во автомобилската индустрија. Со својот елегантен, софистициран и атлетски стил на каросеријата, веднаш дава на знаење дека фокусот е ставен на создавање автомобил со оптимални пропорции. Новиот Peugeot 508 е инспириран од купе, но ги поседува сите карактеристики на лимузина. Предниот дел со нетипичната решетка на ладилникот и обликот на светлосните склопови е дизајниран со цел да биде маркантен и веднаш забележан. Вратите без рамка со својата елеганција ги надополнува совршено чистите линии, што на силуетата ја овозможува бескомпромисна естетика. Компактниот заден дел е нагласен со крила со големи димензии, а на цврстата мускулатура на новиот 508 со доминантна улога се надоврзува хоризонтално поставената сјајна црна лента која го нагласува тридимензионалниот ефект на задните светла со тројна канџа и со оригинален механизам за активирање и деактивирање кога се заклучува и отклучува автомобилот. Како соодветно на дополнување на екстериерот, доаѓа кабинскиот простор низ кој се протегаат несекојдневни линии својствени за француската школа на градење. Малиот управувач со неконвенционален облик веќе станува заштитен знак за речиси сите возила на Peugeot, а тука е вкомпониран во својот можеби најспортски облик. Присуство во внатрешноста на автомобилот забележуваат и познатите типки на пијано, прекинувачи кои гарантираат брз и лесен пристап до дел од секундарните подсистеми, како аудиосистемот, климатизацијата, навигацијата, мобилни апликации, а пред возачот е интегриран iCockpit од последната генерација со 10-инчен HD екран со различни режими на работа. Просторот на предните седишта е повеќе од доволен, но спортскиот изглед и намалената висина на каросеријата влијаат врз внатрешноста. Тоа се забележува во пределот на задната клупа каде што данокот го плаќа ограничениот простор. Сепак, удобноста за двата патника на задниот дел суштински воопшто не е нарушена. Иако однадвор не делува така, просторот за одлагање на багаж е со пропорционален облик. Неговиот капацитет од 487 литри е повеќе од доволен за потребите на 4-члено семејство, а доколку е потребно да се пренесат подолги предмети со соборување на задната клупа, се добива волуменот 1537 литри. Агрегатот кој го поседуваше тесниот примерок под предниот поклопец доаѓа од познатото HDI семејство на Peugeot. Неговата зафатнина од 2 литри и моќ од 160 конски сили се наметнува како идеална мерка за моделот 508. Агилноста на дизел моторот, подпомогнат од автоматска 8-степена трансмисија, гарантираат добитна комбинација. Конските сили се занемарливи доколку моторот не може да испорача доволно влечна сила, затоа во Peugeot се погрижиле нивниот дволитарец да поседува респектабилни 400 Нм кои се на располагање веќе од 2000 вртежи во минута. Забрзувањата и меѓузабрзувањата во сите степени на пренос се одвиваат со соодветна брзина. Peugeot 508 2.0 HDI не е тркач, но со своите перформанси може да се пофали дека е еден од подинамичните примероци во класата. Стрелката за мерење на брзината да стигне до 100 км на час потребни се 8,4 секунди, додека незиното патување по брзинометарот завршува на максимално
максималните 230 км на час. Наведените перформанси се повеќе од доволни за поголемиот број корисници. Надалеку е познато дека моторите со HDI ознака не се од групата на трошачи. Тоа се докаже и во овој случај. За време на неколку дневното дружење со 508 забележавме просекот 7,8 литри на 100 изминати километри. Искрено, не бевме претирано нежни со педалот за забрзување, што од друга страна ветува дека во секојдневни услови автомобилот може да биде поекономичен за најмалку 1 литар на секој 100 километри. За управувањето на Peugeot 508 се задолжени 4 режими на возење – еко, спорт, комфорт и нормал, кои суштински го менуваат карактерот и однесувањето на автомобилот. Прецизен и со извонредно држење на патот, новиот 508 е префината и изненадувачки спортска алтернатива која на возачот му овозможува поголема слобода на движење и ја враќа во збудата при патувањето која неговиот претходник не беше во можност да ја понуди. Со најновиот производ, Peugeot сериозно атакува на конкурентите кои до појавувањето на втората генерација на 508 беа поставени на повисоко скалило. Несекојдневниот и атрактивен дизајн, квалитетната изработка, комфорот и атрибутите на докажаниот агрегат се доволен број причини што ќе им зададат главоболка на производителите кои сметаат дека нивните автомобили се над сите останати. Голема улога игра и цената која изнесува 44.230 евра за богато опремениот примерок кој го имавме на тест, што е за најмалку 10% пониска отколку кај најблиските конкуренти. Volkswagen Golf ја одбележува 45 годишнината од почетокот на производството на најуспешниот автомобил во Европа во својот комплекс во Wolfsburg. Од компанијата велат дека кога автомобилот бил лансиран на европскиот пазар, никој не замислувал дека ќе биде толку успешен овој модел. Со повеќе од 35 милиони продадени единици во светот, Golf е во срцето на нашиот бренд, вели Ралф Бранстритер, директор за операции на Volkswagen. Тој е символ за прогресот и технологијата. За 7 генерации Golf придонесе за развојот на Volkswagen како бренд и како групација до еден од најважните автомобилски производители во целиот свет. Моделот е именуван по Golfstorm, топла струја во Атлантскиот океан одговорна за поволните климатски услови во европскиот регион. Првите испораки на Volkswagen Golf почнуваат на 5 август 1974 година, а возилото се нуди во опција со 2 и 4 врати. Во внатрешноста има 5 седишта, а багажниот простор е со капацитет од 300 литри. Достапните погонски агрегати се 1,1 литарски со 50 конски сили и 1,5 литарски со 70 конски сили, а корисниците можеле да избираат меѓу 4 степен механички или 3 степен автоматски менувач. Во тоа време хетчбек моделите само што почнале да се произведуваат. Сега, 45 години подоцна, продажбата на Golf е над 35 милиони единици, а фановите на брендот ја очекуваат 8-та генерација на моделот. Golf е создаден како наследник на легендарната Буба, а дизајнот го направил Giorgetto Giugiaro. Успехот на моделот рапидно расте. Од почетокот на производството до октомври 1976 година веќе се произведени 1 милион единици. Golf е замислен како семеен автомобил, но проектот Golf, кој се претвора во Golf GTI кон крајот на 70-тите години, започнува со освојувањето на клиентите кој трае и денес. Во 1983 година се појави втората генерација на Golf, а дизајнот на првата генерација беше надграден и дополнет од дизајнерите на Volkswagen. До појавата на третата генерација, компанијата произведува 6,3 милиони единици на втората генерација,
Третата генерација на Голф ја освои титулата Автомобил на годината во Европа во 1992 година. Неговиот претходник ја изгуби оваа битка против Peugeot 205 и Fiat Uno. Четвртата генерација на Голф веќе е полуксузна, но и поскапа. Се појави во 1997 година, а дизајнот се потпира на заоблени облици. Поголемиот и побрз Голф V дебитираше во 2003 година, а оваа генерација останува во историјата со заживување на верзијата GTI. По модернизацијата и надградбата доаѓа Голф 6. Главната предност на овој модел е дека беше поевтин да се произведе отколку петата генерација. И тоа е првиот во кој е вметнат системот за помош за паркирање. Актуелната или седмата генерација на бестселерот се раѓа во 2012 година, а првпат е презентиран на автомобилскиот салон во Париз. Кај овој модел, освен што расте листата на технолошки системи, расте и понудата на нивоа и опременост и агрегати. Оваа генерација има и свој редизајн, а исто така и првиот врз кој е направена електрична варијанта. Специјалните верзии на Голф започнуваат од првата генерација. Првата генерација кабриолет е составена на специјална линија во Карман. Со текот на годините, специјалните верзии станаа се повеќе интересни и многу на број, а некои од нив се многу вредни за колекционери. Идеални примери се Голф 3 VR6 и Голф 2 Rally. Започнувањето на Голф GTI од седмата генерација, како и помокниот Голф R, допринесоа за засилување на пазарот на C-сегментот, а со тоа и популарноста на хетчбек моделите. Една од причините за успехот на Голф е континуитетот во дизајнот на поединечните генерации, вели Волтер де Силва, поранешен дизајнер на Volkswagen. Според пресметките на брендот, во компанијата секојдневно пристигнува барање за купување на моделот, поточно на секој 41 секунда, а годишниот показател е на ниво од околу 780.000 единици. Среќен роден ден, Голф!